Од полноќ нови цени на горивата. Литар дизел поевтинува за половина денар и ќе се продава за 80 денари. Истовремено бензините поскапуваат за половина денар, па Евросупер БС 95 ќе чини 84,5 денари, а 98 октанскиот 86,5 денари за литар. Премиерот Мицкоски најави дека по завршувањето на енергетската криза, како резултат на војната на Блискиот Исток, владата ќе размислува за промена на акцизите на горивата. Дизел горивото е поевтино од безоловниот бензин и нешто ќе мора во делот на акцизната политика да менуваме, нека се стабилизира кризата, нека легнат работите. Мислам дека акцизите треба за едните и за другите горива да се нивелираат, со тоа што едните ќе се намалат, а другите ќе се зголемат. Такво е впрочем искуството и примерот со сите соседни земји. Никаде немаме поевтин толку драматично дизел отколку што е безоловниот бензин. Покрај енергенсите, во фокусот на владата остануваат и цените на храната. Премиерот се повика на последните податоци на Евростат, според кој основната потрошувачка кошничка во Македонија е убедливо најевтина во Европа и изнесува 49,7% од европскиот просек. Сепак Мицкоски вели дека тоа не е доволно и дека цените на прехранбените производи му се врвен приоритет. Владата веќе работи на детална анализа на околу 600 до 700 производи, кои се мерат статистички. Директно на нив ќе одиме, ако треба, фактура по фактура, еден по еден производ, ќе ги анализираме каде можеме да покачиме и како можеме да покачиме. Така што ова е една темелна операција која што лично ја водам и очекувам да има многу скоро резултати кои што ќе бидат видливи на терен. Во меѓувреме, Државниот пазарен инспекторат ќе прави споредба на набавните и продажните цени кај маркетите и добавувачите, за да утврди што придонесува за растот на цените на основните прехранбени производи. Минатата недела владата одржа средба со најголемите синџири маркети, а најавени се разговори и со производителите и дистрибутерите. Целта е годишната инфлација кај основните производи во јули да биде под 3%. Мартин Арсов, Сител телевизија.